Добре, криптоентузијасти, како и секогаш, продолжуваме со нашата работа на каналот, со тоа што сега сме веќе активно во Altcoin недела, каде што работиме на практично повеќе од 9 коини кои што ги биравте вие, првенствено според вашите предлози, а потоа како најдобри ги избравме во блокови, па вие повторно биравте за тоа по кој редослед ќе бидат изработени. Така да Mental веќе го изработивме, продолжуваме со Ocean Protocol кој што е следен според гласовите, па за тоа од утрешниот ден ќе продолжиме со Celestia Tia, со Sei, Holohot, тоа е првиот блок кој што треба да го изработиме во оваа недела и понатаму ќе продолжиме со овие 3 коини, тоест 4 коини, доколку има време. Како и да е, гледате, полека продолжуваме и понатаму со едукација, идејата на ова што моментално го гледате, односно целта е да направиме датабаза каде што секој македонец ќе може да научи многу за засебни проекти на македонски јазик, односно на нашиот канал. Ова е така речено плейлистата на која што моментално работиме. Знаете, и сами има многу различни плейлисти на кои што работиме, тоа се различни сектори како во крипто, така и во економијата и геополитиката на која што обработуваме теми на нашиот канал. Така да анализа на коини и токени е една од овие сектори каде што имаме направено веќе повеќе од 70 видеа, каде што повеќе од 60-65 проекти веќе ги имаме обработено во детали. Они кои што се погледа на нашиот канал знаат, они кои што не знаат, сега ќе објасниме како го правиме тоа. Како што гледате и сами, прво ви даваме вие да ни предложите кои ни сакате да ги гледате, потоа ние најчесто според market cap ги определуваме оние кои што се најголеми и оние кои што според мене се најпотенцијални за овој bull market, со тоа што како ги обработуваме со одговарање на овие 6 групи на прашања, каде што секој од овие прашања така речено има за цел да објасни дел од она што представува овој токен. Така да на овој начин може да се запознаете детално со се што треба да знаете за еден проект. Нормално, ова не е финансиски совет, јас не ви кажувам што да купите и дали да купите, ова е само начин на кој што јас ги истражувам овие коини и токени и кој што ви дава некое основно истражување од кое што може да започнете доколку сакате да одлучите дали ова е потенцијално коин или проект за вас. Сега, тоа е во однос на самиот почеток, денес, како што кажавме, разговараме за третиот од она алијанса ASI, која што е алијанса помеѓу 3 најголеми блокчейн AI проекти во криптосекторот, со тоа што ова е третиот по големина. Првите два веќе ги работиве, може да го најдете видеото за Fetch AI, како и за Singularity Net AGIX. Тоа се два проекти кои што веќе го работивме. Ова е третиот и е доста битен за тоа што ќе прават сојуз, за тоа малку подоцна кога ќе разговараме за вести за овој проект. Нормално не очекувате дека сите овие прашања ќе одговориме едно по друго. Одговараме најчесто како доаѓаат за секој од овие проекти различно информации, затоа што имаме различен контекст на работа на секој од овие проекти. Сега, прва и најбитна работа околу овој проект е тоа да разделиме дали воопште има свој блокчейн, затоа што е многу битно, затоа што најчесто оние подолги видеа се кога некој од овие коини токени има свој блокчейн. Така да во оваа ситуација нема свој блокчейн и тоа е на некој начин дури полесно кога правиме истражување, затоа што ако има тогаш барем 20 минути треба да посветиме на објаснување на самиот тип на блокчейн, консензус и така натаму. Во оваа ситуација истиот е ERC токен, ERC20 токен на Ethereum блокчейнот. Тоа е идејата со Ocean протоколот. Сега, како ERC токен, он има многу пропратни механизми, но битната работа која што мораме да забележиме во оваа ситуација е дека не постои блокчейн на кој што функционира, туку за сега истиот е ERC20 токен на Ethereum. Односно, функционира на Ethereum и ја користи сигурноста на Ethereum екосистем. Сега, ова е нивната официјална страна. Прво треба да разбереме што овој токен прави, тоа е главната работа, зошто потенцијално овој токен би бил добар за вашето портфолио. Овој токен јас одамна сакам да го имам во сопственото портфолио, но не одлучив да го купам баш поради алијансата помеѓу Fed, Ocean и AGIX. Затоа што сега ќе имаат еден ист токен. Така да сите тие кои што имаме моментално токен во било кој од овие проекти, на некој начин ќе имаме удел во сите 3 проекти, така, што е крајно добро. Сега, зошто е толку уникатен овој проект? Затоа што нуди нешто што до сега е невидено на пазарот. Односно, замислете да можете да токенизирате и, прво поседувате, а второ продадете или пак, на некој начин дадете на некого на користење дата. Зборуваме за податоци, така.
Како тоа функционира? Да речеме дека вие имате компанија Евет на Малта, на пример за туризам, така. И сега нормално било кој што сака да отвори своја компанија за туризам, прво треба да добие податоци. Значи како функционира, во која сезона има повеќе луѓе, помалку луѓе, што буквално ми доаѓа сега нели како го презентирам видео. Значи чисто пример да сватите зошто е толку битно. Замислете ако јас со своите 10 години на пример искуство, каде што имам туристичка агенција, имам соодветна дата, значи имам податоци кои што ми се на некој начин складирани во една дата база и истите се непроценливи за некој кој што сака да направи своја нова агенција, така. Значи на овој начин јас практично што можам да направам, можам целата оваа дата база да ја направам во облик на ERC-721 токен, кој што ви дава право на целосно, така речено, патентирање на овие податоци. Односно имате целосен self-custody и само вие практично имате пристап до овие податоци. Сега, јас овој ERC-721 токен, кој што само јас го поседувам, можам да го претворам во ERC-20 токен. Значи овој ERC-721 токен е NFT, односно тоа е non-fungible уникатен токен кој што само јас го поседувам. Така. Значи дека овие податоци се само мои. За разлика, ви прост пример. За разлика од да речем вашиот профил на Facebook, чии што податоци вие немате никаков пристап, тоа се податоци кои што ги поседува Мета, истото е и со Instagram, истото е и со било која друга платформа. Во оваа ситуација, да речем ако имате приватна апликација, сите податоци се во ваши раце. Сега зошто е толку битен Ocean? Затоа што ви дозволува, како што се навраќаме на претходниот пример, значи овие податоци кои што вие ги имате за 10 години работа на вашата агенција, во кој месец колку луѓе купувале, каков тип на, не знам, екскурзии купувале и така натаму, можете да ги претворите од NFT ERC-721 во ERC-20 токен, кој што е нели не е non-fungible, туку е токен кој што може да го дистрибуирате, така, може да го продавате. Но на крајот од денот вие целосно ги поседувате правата врз основниот токен кој што е NFT и сите овие копии. Значи само вие ги поседувате правата, но може да ги изнајмите на било кој кој што сака да ги така речено процесуира, анализира и така натаму. Значи тоа е она уникатна работа која што моментално ја нуди Ocean Protocol. Дата база која што може да ја направите како NFT и потоа да ја дистрибуирате, да ја продадете на оној кој што би сакал потенцијално пак да ја процесира, да ја анализира и така натаму. И уште една уникатна работа која што дозволува е значи ви дозволува не само да купите, туку истата оваа дата база да ја анализирате преку Artificial Intelligence и овие Learning Machine. Така, значи идејата е remotely, кога имате ваков тип на дата база, да речеме сте купиле дата база за тргување на Ethereum наспроти долар и имате дата база да речеме 3 месеци, така. И сега вие сакате практично оваа дата база да искористите за тренирање на ваш бот. Вие практично може да го искористите овој Machine Learning и AI, кој што ви го нуди, значи како услуга ви го нуди Ocean Protocol, вие практично можете оваа дата база да ја ставите на овој remote Machine Learning и AI протокол и он да ви даде одредени заклучоци, така, значи или да ви го истренира ботот или така натаму. Сега јас не се разбирам доволно, но тоа е главната идеја, тоа е битниот дел кој што мора да го разбереме. Затоа што во денешно време податоците се на некој начин веќе почнуваат да бидат, значи валута, се разбираме, значи податоците од она што го работите, на што сте посветиле да речем 10 години, се крајно значи битни. Еве ви го уште еднаш примерот, значи се навраќаме на истиот. 10 години искуство преточено во 1 гигабајт податоци, на некого би му значило многу затоа што вие сте требало сето тоа сами да го истражите. Наеднаш некој добива готови податоци да знае во кои сезони, какви екскурзии да припрема, колку луѓе да очекува, каде да форсира, се разбираме. Значи затоа податоците се безценети. Значи клучни податоци на луѓе кои што знаат да ги искористат можат многу да им помогнат. И затоа во оваа ситуација ова што го прави Ocean Protocol е крајно добро. Сега, дали постојат други проекти? Јас други проекти кои што го прават ова не сум видел или барем не сум видел во толку голем проект. Значи повторно на крајот од денот Ocean Protocol има солиден market cap од само да видиме точно, да не харикирам, значи половина милијарда. Така, значи 541 милион, што воопште не е лошо, но во исто време да не забораваме дека е доста мало. Значи ова е на некој начин мини проект. Така, значи зборуваме дека се што е под 1 милијарда представува мини проекти во крипто, според нели поделбите кои што ги правевме, значи има голем потенцијал за раст во иднина. Така.
Сега, како тоа се прави? Вие практично го користите протоколот на Ocean за да креирате NFTs, како што кажавме, тоа е она уникатен токен кој што го поседува ова како податоци и потоа истиот да го претворите во дата токени, тоа се ERC20 токените. Сега во оваа ситуација значи овдека ни се оставени некои основни примери, како на пример податоци за wallet, да речеме вие имате Hot Wallet, така? Значи не зборам ваш, зборам да речем Hot Wallet како организација. И ваквиот Hot Wallet моментално има своја датабаза која што може да ја направи како NFT на Ocean протокол и истата да ја продава на други wallet, така? Сакате да направите нов Hot Wallet, така? И ако ја земете оваа датабаза, знаете што да очекувате, знаете како процесирате. Исто е и со податоци за тргување. Значи ова се exchange дата, односно податоци за тоа како се одвивало тргувањето, да речем на одреден пар на една менувачница, потоа дата за DAO и така натаму. Значи сега да не налегуваме премногу и во исто време, значи практично вие кога ќе креирате овие дата токени, значи овој протокол исто така може да го користите и за продажба на истите. Сега ќе покажеме како. Значи тоа е практично стандарден, само да видам каде беше маркетплейсот, Evo. Значи ова е маркетплейс, каде што вие имате различен тип на дата, кој што, нели, овдека може да видите колку е неговата цена и практично според таквата цена вие го продавате во однос на тоа, да речем, кој што сака да обработи, така. Значи имате најразлични ствари, еве на пример. Ова е историја на тргување помеѓу ETH и USDT агрегатор на некоја менувачница, така. И тоа дури овдека е слободно, значи може да го земете веднаш. Додека другите има на пример 22.422 Ocean токени ви се потребни да го купите и гледате се овдека. 99 луѓе го купиле, така. Што значи дека 99 луѓе го купиле ова како датабаза со цел да може да го организира, да го процесира, да го анализира. И погледнете колку е скапа цената. Значи и сепак го купиле 99 пати, така. Значи идејата е дека ова како датабаза овдека е open source. За разлика од тоа, ниту една од овие големи куќи кои што процесираат било каков тип на податоци или пак имаат cloud сервис или така натаму, ниту по точка разно не може да ви даде или пак нема да ви даде пристап до податоци. Од друга страна да не забораваме дека овие податоци се цензурирани, значи не е дека сега вие ќе добиете податоци за тоа кој го тргувал или што тргувал, вие добивате податоци од типот на што било тргувано, се разбираме. Значи нормално на крајот од денот сето тоа е заштитено. Идејата е како функционира. Со тоа што гледаме дека овдека пак сите овие токени се продаваат на Polygon. Значи дека Ocean, иако матично постои на Ethereum, гледаме дека сите овие продажби кои што ги прави на овие датабази ги прави преку Polygon, значи ги прави на second layer, што е сосема нормално. Значи гледате, апликациите почнуваат да го користат second layer. И тоа дополнително. Не само Polygon, Optimism исто така. И понатаму имаме уште еден интересен дел, но тоа кој ќе дојдеме до вестите, е сега да се вратиме на овој дел. Значи како функционира, објасниме, така. Дали има други проекти, искрено не можам да ви кажам, јас не сум сретнал, а и ако има сигурно се помали од Ocean, затоа што поголемите проекти оприлика барем до некое 100-то место ги знам. Додека дали има апликации од реалниот свет кои што може да го заменат? Да, но не го прават тоа. Значи гледаме дека скоро и да не постојат апликации и сега повторно не заборавајте. Овдека ова ќе ве кошта многу поевтино наместо да земете да купите сега на пример од Google податоци, така. Значи овдека ова е open source податоци кои што било кој може да го сподели. За разлика од тоа, најчесто големите оние big tech компании прво не продаваат било каков тип на податоци. Значи ако ви продаваат податоци, практично вие имате датабаза која што може да искористите против нив. Така. Значи тоа е датабаза врз која што вие може да научите како треба да го подобрите вашиот бизнис, така, во однос на нивната конкуренција. Така да во оваа ситуација, значи затоа и велам дека е еден од ретките кои што баш она што е потребно го дава на пазарот за оние кои што им е потребно. И сега колку тоа ќе биде искористено останува да видиме, но идејата е многу оригинална. Така да, постојат во реалниот свет, значи ваков тип на компании кои што може да ви го овозможат тоа, но генерално јас искрено не сум сретнал дека некоја има маркетплейс за датабази. Пак, може би постои, не велам не, но јас сум многу далеко од ова за да можам да бидем сигурен. Така да, ако некој има повеќе податоци, слободно споделете ги во коментар. Да, и нормално секогаш пожелно е, ако имате некои дополнителни информации, да ги споделувате секогаш со нас во коментар, значи на тој начин ќе имаме многу подобро надградена материја. Сега, самиот Ocean, иако представува апликација, самиот за себе и постојат одредени апликации кои што се изградени врз истиот, така. Значи он не е за себе некој систем, но како проект на Ethereum, истиот поседува неколку проекти кои што се изградени врз неговиот
нели блокчейн, да речем блокчейн проект, блокчейн апликација. Што е доста добро, значи и покрај тоа што е апликација, он самиот по себе поседува dApps, така. Сега, токенот Ocean, значи овдека прво мораме да напоменеме некои работи затоа што имаме два различни токени. Првиот е ERC-20 Ocean, кој што моментално го имаме во 568 милиони во циркулација, а вкупно имаме 1,41 билион милиарда, тоест токени. Сега, зошто е ова битно? Моментално, ова што го гледаме дека практично само помалку половина е во циркулација пуштен, е доста лоша работа, да бидеме реални. Затоа што кога е само помалку од половина во циркулација пуштен, тоа значи дека ќе има енормно голем vesting schedule, така. Но не е така во оваа ситуација. Зошто го велам тоа? Затоа што ако погледнеме како изгледа vesting schedule, ќе видиме дека ова не се коини кои што треба да бидат дадени на некои си angel investors или така натаму. Погледнете. Сето она што требало веќе да биде дадено на фондацијата, на seeding phase, angel investors и така натаму е веќе дадено. Со тоа што само 20% вкупниот токен го поседува тимот, што е една од најмалите алокации на тимот што некогаш сум ги видел. Додека 60% се network reward, што значи дека vesting schedule нема. Така, значи не се во оваа ситуација истите се на некој начин примайн и моментално ги даваат како стейкинг награда. Сега како тоа се прави? Значи моментално на само да видам. Значи на неделно ниво околу 300.000 Ocean токени се доделуваат на сите оние кои што прават стейк на својот Ocean. Тоест на дневно ова е. Неделно е околу 1,1 милион, се извинувам. Значи на дневно ниво 300.000 токени, на неделно ниво 1,1 милион токени Ocean се даваат на сите оние кои што прават стейкинг. Значи вака изгледа платформата за стейкинг df.oceandao.org/rewards. Значи ова е нивниот DAO, каде што можете да направите конект на вашиот wallet и едноставно да се конектирате каде ви стоат Ocean токените на некој од овие wallet кои што ги имате моментално, значи овде ќе имате доста поголема листа, чисто нели да видите дека не е само еден, погледнете колку токени, колку wallet може да прикачите и вашите токени да ги стейкате директно на значи на Ocean протоколот. Нормално тоа е добро затоа што колку поголема количина на заклучени токени, толку подобро за самиот проект. Со тоа што погледнете, како што кажавме, значи 300.000 на дневно ниво токени се доделуваат на сите оние кои што прават стейкинг и APY е доста голем, значи негде околу 29 во просек, значи 29% на годишно ниво добивате return. Сега, битно во оваа ситуација е, според тоа што го видов, дека вашите Ocean токени не може да ги заклучите на да речем, стейкинг кој што е како, например, на Binance Dynamic или како се нарекуваше таму. Значи, кај што може да ги извадите во било кое време. Тоа е малку проблематично, имајте го тоа во предвид. Зошто е тоа битно? Затоа што еве како тоа изгледа. Значи, моментално има неколку време траење на кој што може да ги заклучите. Значи, погледнете, една недела, една година, сега верувам дека ќе ви даде опции, гледате овде дека има 3 точки, значи дека има различни опции, јас искрено немам Ocean токени за да пробам, но ќе ви даде различни, да речем, ставки, различни време траење, по кои што може да го заклучите вашиот Ocean токен, со тоа што добивате Ocean и добивате V-Ocean, кој што е нешто ново, кој што наводно треба да биде вклучен во одлучувањето на DAO. Сега, за сега DAO и понатаму одлучува со Ocean токените, но гледаме дека ова е нешто ново што треба претпоставам да се имплементира, мада ова од 2022 дека што можам да видам, но јас V-Ocean токени не успеав да најдам. Значи пробав на CoinGecko, на CoinMarketCap, на Paprika, не можев нигде да ги најдам овие V-Ocean кои што наводно се користат за гласање. Значи на основниот DAO кој што го најдов и понатаму се гласа со Ocean, но реално не ни успеав да најдам нов DAO. Значи да можам да кажам, ете, воа е нивниот DAO и вака се гласа. Значи и ова претпоставувам дека е дел од DAO-то, но јас не можам да најдам нигде овдека за гласање, се разбираме. Значи овдека е само практично за стейк, како што може видите и сами. И јас не можам, стварно не можам да најдам, они имаат DAO, Decentralized Autonomous Organization, кој што одлучува за иднината на проектот, но не можам да го најдам. Ако најдете линк, ќе ве замолам, ставете го во дескрипцијата, во коментарите на ова видео. Значи, пак ќе кажам, ако мене ме прашувате, ваков тип на алокација на токени воопште не е лоша, затоа што овие 60% се стейкинг. Значи, стейкинг награди воопште не е лошо, ако мене ме прашувате, нели? Сосема окей, само да не се, например, дамп на секој 3 месеци некоја голема количина на angel investors или на тимот кој што може да го продадат. Сега они во комјунити проверив, значи гледате, имаат најразлични канали кои што може да ги најдете
за Ocean, но и Discord го проверив, мисля дека можеби на Discord им е DAO-то, го нема таму. Најдов Discord на, само да видам како беше, веднаш ќе ви покажам, за жал јас стварно не можам да најдам и се потрудив многу. Ocean Protocol. Значи, единствено што најдов е на оваа страна, каде што сме наоѓале и други DAOs, но ево, на Snapshot. Значи, на Snapshot го најдов, но за жал, како што можам да видам, последно активно нешто било пред една година. Што не верувам дека е ситуацијата, верувам дека има негде DAO кој што јас не можам да го најдам. Значи, не верувам дека се гласало после пред една година, да бидеме јасни. Така да, очигледно не можев да го најдам. Но е битно затоа што, значи, DAO-то, например, на Ocean, одлучи дека ќе имаме ASI алијанса, така. Односно, пред да продолжиме со таа најбитна вест, значи сега ќе поразговарам малку повеќе за вестите во оваа ситуација. Значи, првата вест која што е многу битна е уште од 2021 година, чисто за информација на сите оние. Значи, Moonbeam е еден од проектите кој што е практично парачейн на Polkadot, кој во оваа ситуација буквално се користи како мост за целиот Polkadot екосистем да може да ги купува овие датабази или дата токени на Ocean протоколот. Значи, преку Moonbeam, како еден од парачейновите, било која друга апликација која што се наоѓа на Polkadot и било кој што се наоѓа на Polkadot може да го користи Moonbeam со цел да купува датабази. Значи, имајте го тоа предвид, тоа е доста добро, значи на тој начин практично не е интегриран Ocean протокол само со Ethereum и неговите Layer 2, како што видовме со Polygon и со Optimism, туку е исто така интегриран и со Polkadot, што е многу добро. Сега, ова е најбитниот дел од целата оваа ситуација, значи погледнете, исто како и останатите, така и овде, значи самиот DAO на Ocean протокол на 27 март одлучи, значи, дека ќе имаме приклучување во оваа алијанса, каде што SingularityNet, FetchAI и Ocean протокол ќе креираат еден токен. Сега, малку повеќе во оваа, значи ова е нивниот, практично користат Medium, ова е како страна за артикли, посебно за крипто или за многу други работи, но и за крипто меѓу другото, каде што е повторно потврдено од самиот Ocean Protocol тим дека оваа алијанса ќе настапи и дека моментално, ќе ви кажам, значи и понатаму гледам дека нема промени, значи останува според овие, така речено соодноси, да направат промена на сите овие три токени од еден во ASI. Се разбираме? Со тоа што повторно FET, односно FetchAI токенот ќе стане ASI токен, додека останатите AGX и Ocean со некоја горе-доле иста конверзија со 0,43 наспорти 1 ќе бидат конвертирани од AGX и Ocean во ASI. Значи дека ова некаде треба во мај да настапи, значи најдов информација дека тоа треба сега во овој месец да настапи, што е доста добро. И уште еднаш зошто го сметам ова дека е доста добро, затоа што било кој друг проект, значи напредува и самиот проект е заложен практично за како ќе напредува и цената на овој коин или токен. За разлика од тоа, кај овие три протоколи, значи секој од овие токени напредува, а од сите три тимови, значи како ви имаме напредок, ќе се одрази на цената на ASI токенот, се разбираме. Значи замислете позади било кој друг коин или токен кој што вие го поседувате, работи еден тим, така и вие практично се надевате на тој еден тим да направи напредок за да напредува вашиот коин или токен. Во оваа ситуација имате три тима кои што работат со еден токен. Идејата е да направат првенствено токен кој што ќе има маркет кап доволно голем за барем да биде блиску до конкуренција на централизираните AI компании, како што се Nvidia и така натаму, нели зборуваме за најголемите. Значи нормално Nvidia прави хардвер, не е конкретно AI нели компанија, но таквиот хардвер кој што го произведува многу се користи во AI проектите на Amazon, AI проектот на Microsoft, на Google и така натаму. Што значи дека овие сите компании се многу големи и единствен начин кој што потенцијално го имаат овие три коини и токени, односно нели овие три ентитети, е да се здружат. Така да затоа ова многу позитивно, го поздравувам целосно, но исто така не заборавајте дека постои ризикот дека некој од овие проекти ако поради било која причина пропадне, тоа исто така ќе се одрази на овој коин или токен. Така да тоа е нешто што мора да го имате во предвид кога одлучувате дали сакате да купите ваков токен. Се разбираме, значи повторно ова не е финансиски совет, но треба да го имате во предвид. Сега во однос на техничка анализа, значи имаме интересен момент кој што треба да го забележиме. Значи овдека е ставена и оваа протоколова линија која што е Nvidia. Значи ова е цената на Nvidia акциите.
Зошто е тоа битно? Затоа што гледаме дека се практично еден на други копија. Зошто е тоа така? Затоа што секогаш кога имаме памп на традиционалните финансии, поточно на Nvidia, како една од најпопуларните AI акции, веднаш истото се одразува и на токените и коините во крипто секторот. Значи тоа го видовме и во AGX, и во FetchAI, и во Ocean Protocol и го гледаме и понатаму на истото ова ниво. Така да, зошто е ова битно? Значи првенствено можеме да видиме дека кога погледнеме графата на Ocean протоколот, кој што е од 2019 година, значи не е нов проект, гледаме дека истиот се движи во овој канал, кој што практично на некој начин погледнете и сами, че ова е така речено дното на 2019, ова е bull маркетот, ова е практично дното на 2020 bear маркетот, значи дека потенцијално bull маркет би очекувале негде овде, што би го донело Ocean протоколот до негде $10, но ова е само ако ја следиме оваа техничка анализа и еве чисто да видите зошто зборувам тоа. Значи ако поставиме обратно Фибоначи, само секунда, погрешна алатка, ако поставиме обратно Фибоначи, погледнете и сами, значи негде околу $8,8 би била горната граница, но повторно не забравяйте дека потенцијално ова може да се разгледаше многу подолго, затоа што погледнете. Значи ова е ако сега моментално се качиме нагоре, горната граница би било 8, но тоа би било сега, така, додека очекуваме дека негде дури во 2025 година очекуваме bull маркет, прав bull маркет за сите коини на алткоините. Значи еве гледате доле можете да погледнете, ова е мај-јуни 2025 година, што буквално го става овој токен на многу повисока цена од она што моментално го гледаме во Фибоначи секвенцата. Значи пак ова е само моја проценка дека дури $10 би биле одлични, од овде тоа би било 10x нагоре, што мене ако прошувате е солидна заработувачка, но во оваа ситуација и тоа е погледнете, дури оваа конструкција која што ја гледаме овдека, тоа е bull flag, исто ни покажува некоја цена од околу $10, 10-11. Значи техничката анализа најчесто е доста солидна во однос на ова, останува да видиме, значи се зависи од тоа како ќе се развива проектот, колку партнери ќе има, кој ќе го прифати, нели како ќе биде користен и така натаму, но гледаме дека во оваа ситуација многу зависи од мејнстрим адаптацијата на AI. Односно, секогаш кој има било каков тип на вест за AI, од мејнстрим, веднаш се одразува на крипто. Така да во оваа ситуација, ако добиеме утре било каков тип на памп на Nvidia, на Amazon, на Microsoft акциите поради некоја AI причина, веднаш тоа ќе го видиме и на овие чартови. Со тоа што сега ќе напоменам, значи овие чартови ќе се избришат, верувам дека кога ќе стане ASI токенот ќе има нов чарт. И многу битна работа во оваа ситуација е дека барем јас очекувам AI да има еден од најдобрите bull маркети досега. Дури во оваа ситуација затоа што поголемиот дел од овие проекти се нови, значи AI е нешто ново на крипто пазарот кое што гледаме дека е се повеќе и повеќе популарно и верувам дека ќе имаме многу успешен bull маркет, затоа и имам доста AGX токени кои што сега ќе станат ASI, а понатаму сигурно ќе додадам уште. Нема потреба да правиме некоја претерана анализа, уште ќе напоменам зашто, затоа што најчесто се извинувам, наскоро овој токен, овој чарт може да престане да постои и ќе имаме нов ASI токен кој што треба да го следиме, така да ова е само чисто што очекувам за овој токен, ќе видиме како се тоа ќе се преточи во ASI токенот. И затоа и нема логика да разговараме многу за оваа цена, затоа што ќе биде сосема друга, цената ќе биде дупла од ова, а бројот на токени ќе ни биде преполовен, за да прилика да добиеме исто од она што претходно сме го имале. Со тоа што пак веќе кажавме околу циркулацијата и вкупниот supply, значи разликата е во тоа што поголемиот дел од 60% се награда за стейкинг, што е добро затоа што на тој начин ги тера луѓето да го задржат токенот, да не го продадат, така. Сега да видиме дали нешто до сега пропуштивме, roadmap се уште немаме, значи roadmap моментално е ASI токен, така. Значи нема нешто посебно, освен тоа дека се очекува интегрирање на сите овие проекти, па натаму ќе видиме кој ќе биде roadmapот после тој момент. Во кој значи техничка анализа направивме, вести за проектот објаснивме, партнерство во оваа ситуација, главното партнерство како што видовме е помеѓу Fetch, SingularityNet и Ocean Protocol, значи тоа е главното партнерство, други за жал не успеав да најдам. Добро е што не е дел од некаков тип на кривични или судски случаи, значи тоа е многу добро. И во однос на токеномијата веќе разговаравме за каков тип на блокчейн е, која е неговата залиха, значи имаме доста голема залиха во однос на стейкинг, што значи дека нема дамп на пазарот, ова се стейкинг награди. Колку од ова е поседувано од тимот? 20%, што е смешно, ова е невидено. Јас сум видел и 70% тимот да поседува, значи ова е ништо, значи е доста добро. Сега во однос на активни девелопери има доста малку,
но не заборавајте дека е апликација, така. Значи 15 девелопери со 26 на месечно ниво воопште не е лошо кога станува збор за апликација. Зошто го велам тоа? Значи ако се приближиме на останатите и ако видиме кој друг има 15 со 26, ќе видиме дека не е така лошо кога станува збор за апликација. Не заборавајте, значи немаат свој блокчейн, немаат свој екосистем, станува збор за стандардна апликација на Ethereum. Значи, погледнете, се наоѓаат негде во овој дел 15 до 20, значи 15 рековме. Ocean Protocol. Значи Tron со 16, да видиме дали има некој друг балансер еден од оние кои што се занимава со blending borrowing, Torchain, кој што е втората по големина децентрализирана менувачница, Synthetix третата, само што не е менувачница, ова се синтетички токени, веќе го имаме вработено, Dash, значи Virtual Cash и така натаму, гледаме дека и не е така лошо, но пак, значи станува збор за апликација, нема нешто посебна потреба од девелопери, претпоставувам. И кога станува збор за децентрализација, значи дел кој што треба да поминеме сега, е како изгледаат топ 100 новчаниците на Ocean Protocol. Гледаме и сами дека поголемиот дел, значи ова се оние 50, па и повеќе овдека би требало да има, не знам зашто се 50%, кои што се уствари стейкинг награди, и понатаму гледаме дека со исклучок на овие новчаници кои што се од Binance, само 3 новчаници се сомнителни. Значи имате еден со 4%, еден со 3 и еден со 2,28. Што и да се случи овој новчани целосно да направи дамп, тоа не би било толку страшно, затоа што тоа е 4% од цената на Ocean. Така, значи сме видели многу полоши случаи каде што коини или токени имаат и по 12, 13, 15, 20% вкупната количина на коини и токени, што не е така лошо. 4, 3 и 2,3 воопште не е лошо ако мене ја прашувате. Така да и ова е сосема добро, значи алокацијата на нивните 100 wallet е сосема добра. Значи, мене ако ме прашувате, overall токенот е супер. Јас на вистина би го имал да не беше ситуацијата како што кажавме со спојувањето, каде што веќе нема потреба да купувам различни коини и токени од Fetch, Agix и Ocean. Сега ќе го имаме истиот токен, значи дека што и да се случи, пак ќе напоменам било кој од овие три проекти, е позитивно за целата сфера. Тоа беше се за Ocean протоколот, значи пак ќе кажам overall добар проект, би го имал, но нели во оваа ситуација сега го ќе го имам, само што дополнително планирам да докупам, можеби потенцијално пред да настапи ова спојување, затоа што верувам дека ќе има доста фама околу самото спојување и очекувам оваа година да биде доста добра за AI, така да верувам дека треба да докупам од овие коини токени. Значи наскоро се надеваме. Сега да не забораваме, во текот на утрешниот ден ќе го добиете Celestia, тие коинот, значи оваа недела работиме само на алткоини. И како и секогаш за крај знаете и сами, значи нашата работа се сведува на едукација на македонската нација. Се што правиме, сите овие 929 видеа се направени со цел да го едуцираме народот, и тоа македонскиот народ, како за крипто, така и за економија и за геополитика, со тоа што, значи, оние кои што се нови на нашиот канал, знам дека е доста збунувачки со 929 видеа, погледнете го ова видео на врвот на каналот, кој што ќе ви даде многу појасна слика на тоа што и каде може да најдете на нашиот канал. И нормално, значи, ова што денеска го работиме, како што кажав, се наоѓа во плейлистата алткоини, анализа на коини и токени, каде што може сите овие до сега 70 проекти оприлика што ги имаме вработено, да ги најдете еден по еден и нели да ги погледнете овие истражувања кои што сме ги направиле, како да то тека на погледнете, сами имаме на сите овие коини и токени. И нормално за крај, значи во дескрипцијата на секој видео, прво и најбитно би ве замолил, ако имате една минутка од вашето време, да ставите лайк, шер, subscribe, комент. Тоа се основни работи со кои што може да ни помогнете оваа материја да споделиме на што повеќе македонци. Нормално препорака од вас е добре дојдена. Значи ако сте научили нешто на нашиот канал, помогнете ни да го доставиме тоа до што повеќе македонци. За крај ги имаме овие социјални мрежи на кои што споделуваме и многу повеќе информации од самиот канал, така да заследете ни со цел да не пропуштате ништо од овие вести, случувања, нели проекти кои што ги обработуваме на нашиот канал, како и нашите два резервни канали на Odyssey и Rumble. Нормално, значи би ве предупредил, значи постојат лажни профили криптогемиџија кои што се обидуваат да ви пратат некакви си наградни игри, airdropoви. Ќе ве замолам бидете внимателни, ние никако нема да ви пишеме вас први. Јас немам време да ги одговорам дури ни пораките кои што сме ги пратиле, кои што сте ми ги пратиле до сега. Ако некој ви пишува, тоа не сме ние сигурно. Бидете внимателни, банирајте, пријавете, значи има повеќе од 5 профили, колку повеќе ги пријавуваме, толку повеќе се појавуваат, значи безмислено е, така да бидете внимателни. И на крај,
Знаете и сами, значи многу од луѓето бара да ставиме блокчейн адреси со цел да може да испратат своја донација. Значи повторно, јас не земам пари и никогаш нема да земам пари од македонскиот народ за оваа едукација која што ја се обидувам да ја спроведам. Се што вие сакате да донирате во некоја мала донација, видовте дека последниот пат го дониравме на сите овие блокчейн адреси до една црковна организација во Велес. Планираме и од оваа апликација Купи ми кафе, сите донации кои што ги имате, сите овие кафења кои што се ни купиле, да ги донираме исто така во мај, кога повторно ќе се вратам, затоа ќе имате соодветно видео, нели вести и така натаму, но уште еднаш ќе напоменам, значи се обидуваме се што добиваме од вас да го вратиме назад на македонците. Така да, ви благодарам за се гледаме утрешното видео и поздрав од Крипто Геймиџи.